да ви честитам слободна, суверена и самостојна Македонија. По 34 години од овој свечен чин, односно изгласувањето на независност на Република Македонија. Денеска овој историски момент се одбележува со искрен надеж за подобро утре, која долго време беше згасната. Македонија во овие 34 години преживеа се и сешто, но да започнеме од она убавото, моментот кога Македонија стана независна. На денешен ден пред 34 години, граѓаните на тогаш Социјалистичка Република Македонија изгласаа независност на Република Македонија. Ваквите резултати предизвикаа вистински делириум. По овој историски момент за Македонија следуваа тешки години. Во 1995 година, на 3 октомври, се случи атентат врз претседателот Киро Глигоров. Во моменти додека сите во земјава беа преокупирани со неуспешниот обид за убиство на првиот човек на државата, во Македонското собрание, во кое тогаш владееше само една партија, по брза постапка се менува уставот, со цел промена на знамето, со што Македонија тогаш ги ослабна своите позиции во преговорите со Грција. 110 пратеници гласаа за. Дали е некој против? Еден е против. Дали некој се воздржува од гласање? Четворица пратеници се воздржуваат од гласање. Констатирам дека собранието го донесе законот за знамето на Република Македонија. 10 години по добивањето независност, Македонија ги доживува едни од најтешките моменти во својата историја. Во државата се случи внатрешен воен конфликт, кој започна во јануари, кога она ги нападна безбедносните сили на Македонија. Конфликтот заврши во август истата година, откако беше подпишан Охридскиот договор. Се беше делумно мирно се до 2019 година, кога волјата на македонците, изразена 1991 година, на еден начин беше изневерена 28 години подоцна. И покрај неуспешниот референдум беше променето името на државата. Наместо потребните 50, излезноста беше 36,9%. Гласот на граѓаните, изразен преку бојкот на референдумот, беше урнат во собранието. Република Македонија замена во историјата. Се роди Северна. Да живее Македонија. Да живее Република Северна Македонија. Македонија потпише и договор за добрососедство со Бугарија, кој наместо да донесе добро, донесе само дипломатски проблеми за државата. Повикувајќи се на подпишаното од Заев и Борисов, официјална Софија, се уште го условува напредокот на Македонија во евроинтеграциите. Се бараат големи отстапки од Македонија, кој пак за жал власта во тој период ги правеше. На територија на регионална Македонија, навистина живееле македонци што зборувале македонски јазик, но живееле българи што зборувале български јазик. Живееле луѓе кои што се чувствувале истовремено и българи и македонци. Гоце Делчев е револуционер и за българите, и за македонците. Во годините кога владееше триото Заев, Ахмети и Ковачевски, се донесе и преговарачката рамка, според јавноста, неповолна за Македонија, каде се задоволуваат апетитите на официјална Софија. Се усвои францускиот предлог. Вкупно гласа 68 пратеници. По 34 години Македонија се бори да излезе на вистинскиот пат, кој го замислуваа луѓето кога речиси едногласно изгласаа независност. Државата сега има променето име, се удира по нејзиниот јазик, идентитет, историски херои. Но како и да е, Македонија е државата која сите ние ја сакаме и е наше да се надеваме дека наредните години ќе бидат многу подобри од годините кога според јавноста се ништеше се она што е македонско.